македонското небо и земја се напоени со богогодните молитви и подписи на многу знаени и незнаени Божји служители. Од нивните посејани семиња, на нивите натопени од нектарот на непресушниот духовен сад, никнуваат плодови од чија убавина и вкус душата на неброени луѓе се храни и преживува низ векови. Така и во поновите времиња, посилните молитви и застапништвото пред Бога на светители како што е Свети Наум Чудотворец, Свети Климен Охридски, Свети Јоаким Осоговски, Свети Гаврил Лесновски, светите 15 веројополски маченици, тројцата пречистански маченици, Аверки, Евнуви, Пајси и многу други знаени и незнаени топли молитвеници на оваа намачена низ векови земја македонска, сведоци сме на монашкиот препород. Нашите манастирски братства ги отворија портите за верниот православен народ. Со огромно задоволство, група верници од Скопје со благословот на својот духовен старец, игуменот на Бигорскиот манастир Архимандрит Партеније, дојдоа во Свети Наумовото светилиште во Охрид да се поклонат на својот многопочитуван и љубен Божји угодник, да го принесат своето растреперено срце над неговиот гроб, каде се уште почиваат неговите свети мошти, да прошепотат за своите маки, со надеж дека ќе го слушнат неговиот благослов, кој доаѓа како очукување на срце под плочата на гробот. Дојдовме со вера и надеж за средба со светителот, како би се здобиле и со неговата помош и застапништво пред Бога за нас. Интересот за патувањето беше голем, но само 30 верници од Скопје добивме благослов од игуменот на манастирот Свети Наум, Архимандрит Нектарije, да бидеме негови гости. Присуството на божествената литургија и пречистувањето со телото и крвта Христова беше посебно искуство и чест во вечниот дом на Свети Наум, во манастирската црква во која се уште се наоѓа неговиот гроб. Низ векови постојат неброени сведоштва за чуда од исцеленија на луѓе кои дошле да се поклонат и помолат за помош. Секој кој заминал од тука, заминал со радост во срцето. На наша голема радост, отец Нектарije ни прочита молитви за спасение и исцеление над гробот на Свети Наум и не помаза со маслото од кандилото кое постојано гори над гробот на светителот. Многу молитви, солзи на покаяние, воздишки од изговорени молитви на неговиот гроб. Прочитавме јакатис кон Свети Наум со силна надеж дека нашите молитви ќе бидат услишани. Да го доживуваш шепотот на молитвата која доаѓа од длабочината на душата, која проси и моли над овој Божји сад, како што е Свети Наум Чудотворец, тоа е посебно чувство и може да го сведочи секој кој дошол и вкусил од нектарот на тој сад. Слава ти, Свети Науме, Божји угоднику! Чудеса од Бога разбиени, радувај се силно подигнување на оние кои паѓаат, радувај се преподобен Наум, молев Чудотворец.
се ти која прогонуваш темнината на неверието. Радувај се помошник на секоја место на оние кои те возлюбат водат. Радувај се безпомошник. Тя се възпитва към Бога, изпраща на ума и ги са духовни свети. Ангелски мъж изтворена на Троична свет, а душите на ветите и пръстите за Богова, радуй се близо на светлината, ти сонче, радуй се запалена свеќа, от повор божествениот овен, радуй се, кој изнесна Божниот овен на безбожието, радуй се, со тебе си ништо, отворувањето тврдо, радуй се, со тебе си научител, да се помогуваме на Творецот от Троица, радуй се, преко Науме, чудотворче. Света благодат ти е дадена от Бога, ние радостно празнуваме Твојот спомен. Преславен Науме, и со својата душа прибегнуваме кон чудесната заштита Твоја. Преславните дела Твои не сме во состојба да ги изброиме, бидејќи се многу близок од морето, ние во недоумица воскликнуваме кон Бога. Алелуја. Алелуја. Прими го ова наше молење кој ќе го принесуваме и моли го Господ да не изнови од вековот, за да со тебе живееме. Алелуја. Алелуја. Светот си го оставил, кон Христа си се придружил, телото си го распнал и духовно си живеел науме се блажени. Си се трудел да одиш по патот на апостолите, си ги уловил за верата безбројните мноштва на мезиците. По Твоите молитви избави не од искушенија. Служењето со отец Нектарија ни причинуваше голема радост, а благодарноста се чувствуваше во секој наш збор кој излегуваше директно од нашето срце и надополнето со многу прашања, на кои многу трпеливиот отец Нектарија одговараше со голема љубов. Знам дека кога ќе останам имаме наслед, да се грижи за мене, тебе нити некој дочека. Во манастирскиот летниковец, покрај телесната трпеза, духовната трпеза беше многу поинтересна. Во плодневниот дел од денот не почувствувавме кога времето одминало. Отец Нектарија беше најзаслужен за нашата незаситена душа, која се насладуваше со пресладките полки кои течеа од неговите кротки и многу корисни слова. Тешко срце моравме да го напуштиме ова парче од небесниот рај, но во срцето го понесовме споменот од него, од средбата со Свети Наум, од примената љубов и благослов од игуменот на манастирот Архимандрит Нектарија, од раскошната убавица Белјанините извори, од поздравот на гороскасните паони, кои со своите огромни крилести опашки со спектарот од прекрасните бои постојано го надополнуваа нашиот видик, од шумот на брановите на прекрасниот Охридски бисер, од реката на поклоници, но во нас остана и желбата силна и надежта повторно да дојдеме. Да, ние повторно ќе дојдеме, Свети Науме, при Тебе.